Председателе, почитувани колеги, медиуми, денес е втор ден од работата на оваа комисија на која се расправа за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Инаку, 8 пат поред, откако оваа комисија работи во насока на одземање на имунитет на пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН. Вчера имаше еден предлог од моите колеги кои што дискутира и предложија имунитетот на пратениците од ВМРО-ДПМН веќе кога се тргнало така да им се одзема на секој еден пратеник да бидат денеска одземени на сите пратеници од ВМРО-ДПМН, бидејќи очигледно е дека имунитетот кој што пратениците го добиваат од граѓаните за време на изборите нема некое посебно значење за ова ненародна влада. Јас би сакала на самиот почеток да истакнам дека за прв пат вчера се обрати овде пред пратениците нашиот колега, пратеникот Трајко Велјановски, за да од правен аспект и стручно истакне, односно ги каже точките од барањето од страна на судот, врз основа на кои што се бара од пратениците да биде одземен неговиот имунитет. Јас не сум правник, меѓутоа од образложението и аргументите кои што ги истакна и ги кажа нашиот колега, пратеникот Трајко Велјановски, кој што во изминатите 10 години беше председател на овој законодавен дом и втор човек во државата, верувам дека неговите искази се веродостојни, односно дека барањето е неосновано и затоа тој лично дојде овде, образложи за да пратениците кои што ќе требаат да гласаат за одземање на имунитетот да размислат дали ваквото барање на судот е издржано. Се поставува прашањето зошто во овој момент токму судот бара одземање на имунитетот на Трајко Велјановски, кој што искажа во неговата дискусија вчера дека вештачењето на неговиот телефон е завршено пред 1 година и исказите негови се дадени точно пред 1 година и сега, почитувани колеги, после 1 година, токму сега во овој период се бара одземање на имунитетот, а тоа значи судот бара всушност и притварање на нашиот колега Трајко Велјановски. Причината може да биде само една и единствена, а тоа е да се покрие неспособноста на ова ненародна влада. Неспособноста и многуте скандали и случувања што се случуваат во овој момент во Република Македонија не можете, почитувани колеги и јавност, не може да се покрие со затварање, притварање, одземање на имунитет на пратениците од ВМРО-ДПМН. Бидејќи граѓаните го чувствуваат сето тоа на сопствениот грб. Ако се направи една анализа за севкупното работење на оваа влада во изминатите 2 години, се доаѓа до заклучокот дека економијата е нула, дека нема направено ништо на економски план во Република Македонија, нема никакви инвестиции, а државата обстојува или функционира само како резултат на бројните задолжувања што ги прави. Еве има најава и вие сте сведоци дека во понеделник ќе има ново задолжување од страна на државата и тоа е единствениот начин за обстојување на
државата, односно за обезбедување на плати, на пензии и сите други социјални трансфери и така натаму. Здравството е катастрофално и лошо, како никогаш досега. Сведоци сте на бројни скандали во здравствениот сектор, на бројни умирања. Вчера имаше уште еден смртен случај од сепса на пациент млад, постоперативно развил сепса после една банална операција. Во земјоделието сведоци самите сте вие сите сведоци дека нема никакви резултати, дека субвенциите се намалуваат, дека откуп на земјоделските производи нема никакви и проблематично е оваа година во земјоделието што ќе се случува со производството, без разлика дали се тоа јаболки, дали е тоа грозјето во тиквешијата и другите земјоделски производи. Понатаму, ако зборуваме во секторот образование, сите извештаи укажуваат на тоа дека 50% од населението во Република Македонија е неписмено, што е поразително за нашата држава, бидејќи како мала држава, економски неразвиена, единствено со што можеме да конкурираме на пазарот на трудот е со умни глави. Понатаму, многу симптоматично и карактеристично во овој период е непотизмот, кој што има земено голем замав од страна на власта. Самите се сведоци дека има бројни вработувања, посебно во администрацијата, на браќа, на сестри, на деца, на сопруги, на сопрузи, од страна на функционери на власта. И во овој период видовме дека има реакција од страна на премиерот и повик за напуштање на тие работни места заради морални причини. Меѓутоа, и тоа е спорно, бидејќи кога се бара некоја оставка од морални причини, тогаш тоа треба да биде од страна на функционерот, а не да биде од страна на тој што е вработен, како што направија некои од функционерите во Социјалдемократскиот сојуз. Ова е дел од севкупните неуспеси на оваа влада за овој временски период додека е на власт, и освен што во овој двегодишен период врши само политички прогон, притварање, затварање, стимнување на имунитет на пратеници од ВМРО ДПМН, нема никаков успех и сето тоа сака да го покрие со ваквото работење, односно со нарачки кон судот, кон обвинителството за прогон на бивши функционери на ВМРО ДПМН и сегашни симнување на имунитетот на сегашни пратеници кои што се од редовите на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, сакам да го истакнам и фактот дека граѓаните веќе се свесни за состојбата и за неспособноста на оваа ненародна влада. Тие немаат почувствувано ништо од она што беше ветено, нема покачување на плати, пензиите дури се намалени. Потоа иселувањето, сами сте сведоци дека никогаш не било поголемо како што е сега во изминатиот период. И сето тоа е веќе воочено и од власта и нивниот страв за неуспех на предстојните председателски избори. Сметам дека сакаат да го покријат со одземање и барање за одземање на имунитетот на колегата Трајко Вејановски, бидејќи и сите анкети, односно рейтинзи, покажуваат дека рейтингот на владеачката партија е во слободен пат. Меѓутоа, ваквото работење
ваквото работење на оваа ненародна власт, на оваа криминална власт, на оваа власт каде што цвета и корупцијата, каде што има освен бројни тендери кои што гледаме се случуваат во 4 очи, освен различни пари кои што кружат само меѓу врхушката на власта, граѓаните го гледаат многу добро, граѓаните се политички доста зрели и сметам дека ваквото работење за многу краток временски период на председателските избори ќе ги казни, за тоа зборува и нивното двоумење, односно се уште барање на против кандидат кон нашиот кандидат за председател на Република Македонија. Меѓутоа, денешната расправа, еве да се вратам на она што збориме денес, сметам дека барањето за одземањето на имунитетот на нашиот колега пратеникот Трајко Велјановски е неиздржано, имајќи ја во обзир и долгогодишната негова работа како прв човек во овој законодавен дом 10 години наназад, односно втор човек во држава. Затоа ние како законодавна власт треба малку да реагираме со собствен разум и собствен ум кон барањата на судството и на обвинителството и на рачките од страна на извршната власт и да размислиме добро што работиме овде, односно да судиме според правната регулатива, односно според правната регулатива која што во овој случај е на наша страна, бидејќи пратеникот Трајко Велјановски како правник многу добро и од правен аспект образложи за кое е барањето за одземањето на неговиот имунитет денеска на оваа седница. Затоа, колеги, ве замолувам да размислите добро, совеста да преовладува и сметам дека денеска и со денешните дискусии на сите пратеници аргументите ќе бидат во таа насока да имунитетот на нашиот колега пратеникот Трајко Велјановски не треба да биде одземен. Ви благодарам. Благодарам, господин Пево. Дали имаме барање за реплика од присутните? Јас само би сакал кратко да реплицирам. Во однос на неколку работи кои што ги споменавте, ама се чувствувам повикан да реплицирам поради тоа што ова се елементи кои што се провијуваат врз повеќето ваши говори и мислам дека не ги адресиравме вчера. Значи, втори или трет па слушам да им се одземат имунитетите на сите претеници од ВМРО. Микрофонот само ако се. Втори или трет слушам да им се одземат имунитетите на сите претеници од ВМРО, се извинувам, тоа не оди така. Значи, ние постапуваме по добиено барање од суд и постапуваме само по барањето. Имаше случај каде што еден пратеник се обиде доброволно да се откаже од имунитетот авансно. Нема да го именувам, се разбира. И моравме да го одбиеме тоа барање. Причината беше бидејќи деловникот не познава таква можност. Втора работа, сите што зборувате, аргументот дека господинот Велјановски бил 10 години председател на собранието, па дури втор човек во државата, го користите како аргумент зашто треба да биде задржан имунитетот, се извинувам, тоа не важи ништо. Да ве потсетам, на прво, еднакви сме пред законот сите, напротив, дури човек кој што 10 години држал волку висока функција, треба да биде држан на повисок стандард пред законите, исто така ќе ве потсетам дека имаме поранешен премиер кој што моментално е во бегство, така да висината на функцијата не е никаков индикатор за подготвеноста за бегство. И на крај, уште една работа која што се проверува во секој од вашите излагања е од која причина сега се бара притвор за колегата Велјановски, кога уште пред една година
тој бил повикан на разговор, телефонот му бил земен на вештачење и така натаму, и тогаш според вас се утврдило дека нема докази за негово инкриминирање. Јас се извинувам, но обвинителството никогаш не рекло дека нема индици. Напротив, уште од самиот почеток се води предистржна постапка за организаторите, која што предистржна постапка, иако се преклопува со главната постапка за делото тероризам, со кој што првично беа обвинети 33, идеше сепак паралелно, бидејќи елементите на организација се различни од елементите на извршување. Како прва работа, а втора работа, ние како собрани, ние како претеници не сме тие кои што му одредуваат динамика на истрагата на обвинител. Не сме тие што одредуваме динамика на вештачењата, ниту пак динамика на собирање докази. Обвинителот се одлучува да покрене обвинение во тој момент кога тој или таа смета дека има доволно докази. Тоа е сега, последна година. И да, иако работите кои што се товарат, што колегата Велјановски вчера ги изнесе се тие 4, сепак тоа не се единствените докази во постапката. Врз искази на повеќе од сведоците кои што беа сослушани пред судот за настаните на 27 април, господин Велјановски беше посочен како еден од највисоките организатори во ова. Значи нема да навлегувам дали тоа е вистинито или не, кажувам дека сведокот во постапка пред суд го кажал тоа. Тоа и тоа како представува новина во истрагата, која што новина резултира со нови действија во случај со обвинение и со барање за притвор. Благодарам. Благодарам, контрареплика, колешката Весна. Да, репликата ви благодарам. Велите ова не оди така од земањето на имунитетот на пратеник. Меѓутоа, колега, ние имаме сознание дека има листа направена и веќе се знае кој е следен од пратениците на ВМРО ДПМН за одземање на имунитетот. Па од тие причини го збориме тоа за собранието да не прават трошоци дополнителни, да го направиме тоа денес за да ги намалиме трошоците, нели, на собранието. Сами го предлагаме тоа. Од тие причини го збориме. Друго, врз основа на барањето од судот, за барањето од судот и 4 точки во тоа барање многу детално образложи пратеникот Трајко Велјановски, кој што од правен аспект. И затоа тоа ни дава за право да мислиме и да судиме дека не е правно издржано тоа барање од судот за да се одземе имунитетот, бидејќи ако е барањето за одземање на имунитетот заради можност од напуштање на државата на пратеникот или па од други причини, јас мислам дека после една година од вештачењето на телефонот и исказите што се дадени во тој период од пратеникот, дека е долг временски период и тој во тој период можел и да ја напушти и да влие на сведоците. Тој и денес може да ја напушти, ако сака државата, колега, или да влие на сведоците. Така тоа е единствената причина сега зошто се бара одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. И мислам дека не е издржано. Значи, можност за влијање на сведоци за бегство од државата, пратеникот имал и досега. Тоа е што сакам вака да го одговорам и уште еднаш апелирам да се размисли добро како ќе се постапи денес. Има уште доста дискусии, аргументирани дискусии и сметам дека денеска разумот ќе преовладува.